До 15 март новите земјоделци треба да се регистрираат во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Тоа е услов доколку фермерите сакаат да користат финансиска поддршка за субвенции и мерки за рурален развој. И активните корисници треба да ги ажурираат податоците, доколку кај нив настанале промени во земјоделското стопанство. Според податоците на единствениот регистар на земјоделски стопанства, во Струмица има 5429, од кои најголемиот дел или 3161 земјоделско стопанство се помали од 2 хектара. Само една парцела е над 100 хектари. Во Струмичко и 1516 земјоделски стопанства парцелите ги користат за напасување добиток. Во Новосело регистрирани се 1701 парцела. И тука најголемиот број или 897 се помали од 2 хектара, пошто следуваат 523 земјоделски стопанства кои се користат за напасување добиток. Во општина Босилово регистрирани се 2512 земјоделски стопанства, а во Василево 2324. Запишувањето и ажурирањето податоци се врши во подрачната единица на Министерството за земјоделство, во местото на живеење евидентирано во личната карта. Барање за упис може да се поднесе секој работен ден во текот на годината. Образецот, односно барањето и листата потребни документи се подигаат во подрачната единица на Министерството. Со регистрацијата земјоделците влегуваат во системот како земјоделско стопанство и исполнуваат еден од условите да станат корисник на субвенции и мерки од програмата за рурален развој. Инаку во месец април се очекува платежната агенција да го објави повикот за аплицирање за субвенции за земјоделските гранки.